Слово за живот, Исаија 43 глава 19 ред. Ете, јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави. Зари тоа не сакате да го знаете? Прогонството во Вавилон и уривањето на Ерусалимскиот храм создадоа колективна траума кај израелскиот народ и наметнаа теолошко прашање: дали Бог се уште е со нас или не напуштил? Целта на овој дел од книгата на пророкот Исаија е да му помогне на народот да свати што прави Бог, да му се довери и така да се врати во својата татковина. Токму во искуството на прогонството се открива лицето на Бог како створител и спасител. Ете, јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави. Зари тоа не сакате да го знаете? Исаија потсетува на верната Божја љубов кон неговиот народ. Неговата верност останува постојана и во драматичниот период на прогонството. Иако ветувањата дадени на Авраам изгледаат недостижни, а заветот е во криза, израелскиот народ останува привилегирано место на Божјото присуство во историјата. Пророчката книга се занимава со основни екзистенцијални прашања, не само за тоа време. Кој го држи текот и смислата на историјата во своји раце? Ова прашање може да се постави и на лична основа. Кој ја држи судбината на мојот живот? Какво е значењето на она што го доживувам или што сум го доживеал? Ете, јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави. Зари тоа не сакате да го знаете? Бог постојано действува во животот на секој човек, правејќи нешто ново. Може би не секогаш го забележуваме тоа, или не го разбираме неговото значење и верност. Тоа е затоа што се уште се само мали изданоци, или пак ние не сме подготвени да го препознаеме неговото действување. Занесени од се што ни се случува, од мноштвото грижи што ја оптоваруваат нашата душа, од мислите што не мачат, може би не запираме доволно за да ги наблюдуваме тие изданоци што се доказ за неговото присуство. Тој никогаш не напуштил и постојано создава и обновува во нашиот живот. Ние сме тоа нешто ново, новото создание, родено од Бог. Да не гледаме повеќе во минатото и да жалиме за се убаво што ни се случило. Да не ги оплакуваме ниту нашите грешки, сврсто да веруваме дека преку своето действување Бог и понатаму може да направи нешто ново. Еве, јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави. Зари тоа не сакате да го знаете? Заедно со оние што го делат нашиот животен пат, со нашата заедница, со пријателите, со колегите на работното место, да се обидеме да действуваме, да се потикнуваме еден со друг и да не ја губиме верата дека е можно подобрување. Годината 2025 е посебна година, бидејќи датумот на православниот Великден се совпаѓа со датумот на Великденот на другите христијански конфесии. Нека настанот на заедничкото славење на Великден биде сведоштво за волјата на црквите да продолжи со диалогот без прекин и заеднички да се соочуваат со предизвиците на човештвото, промовирајќи заедничко действување. Да се подготвиме да го доживееме ова великденско време во полнота на радоста, верата и надежта. Како што Христос воскресна, така и ние, откако ќе поминеме низ нашите пустини,
да дозволиме оној што управува со историјата и со нашите животи да не води на тој пат. Ете, јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави. Зари тоа не сакате да го знаете? Подготвено од Патриција Мацола и тимот на Слово за живот.